Поаѓајќи од потребата за подобрување на енергетската ефикасност во сите аспекти на живеењето и напорите за зголемување на енергетските заштеди, тргнувајќи од обично домаќинство па се до глобално планетарно ниво, веќе подолго време трајат проекти и кампањи, се усвојуваат директиви, но и практично се делува за промени кон подобро на ова поле. Будејќи се од оваа идеја во нашата земја, досега главно се работи на подигање на јавната свест за потребата од намалување на потрошувачката на фосилни горива, а со тоа и намалување на загадувањето на животната средина и поголема искористеност на алтернативните извори на енергија. Сепак, присутни се и бројни индивидуални примери на практично реализирани начини на заштеда на енергија. Целта е јасна. Енергетска ефикасност, што по дефиниција значи користење помалку енергија, без да се намали квалитетот на живеење. Криопаланка може да се пофали дека е една од ретките македонски, па и општини во поширокото опкружување каде веќе некое време работите на ова поле се интензивирани. Меѓу другото, поради бројните енергетско ефикасни интервенции на локалната власт, но можеби најповеќе поради проектот Крива Паланка енергетски ефикасна општина Успешна општина, која од февруари се реализира на територијата на нашата, но и на околните општини. Всушност, носител на проектната активност е регионалниот центар за одржлив развој од Кратово, а копартнер е општина Крива Паланка. Целта е намалување на трошоците на нашиот град за осветлување на јавните површини, промовирање и употреба на енергетски ефикасни светилки и нивна употреба во институциите, како и примена на мерки и техники за енергетска ефикасност на локално и регионално ниво. Се насе спроведувањето на мотото со кое именувам проектот. Откако најпрво беше извршена планираната кост-бенефит анализа, се пристапи кон поставување и замена на енергетско ефикасни сијалици за улично осветлување и светлечки тела за внатрешно осветлување во повеќе јавни установи. Денови наред дојде делот од проектот кој опфаќа организирање на практични работилници за енергетска ефикасност и стручни презентации пред средношколците, институциите и пред преостанатите граѓани. Повеќе за ова од разговорот со председателот на Сдруженијето и проект координатор на повеќето активности на регионалниот центар за одржлив развој Борјанчо Мицевски. Продолжуваме со промоција на проектните придобивки кои што ги имавме во претходниот период со реализација на оние мерки за енергетска ефикасност во три институции на локално ниво, и тоа ученичкиот дом Боро Менков и двете основни училишта Јоаким Крчовски и Илинден. Денешната работилница спроведена од страна на ЦЕПРОСАРТ, организација која што беше најмена специјално за оваа намена, преку која што работилница сакавме на присутните да пренесеме конкретни мерки за енергетска ефикасност, како во домашни услови, така и во рамки на институциите во кои што работиме на локално ниво. Никогаш не можеме да кажеме дека сме задоволни со она што го имаме направено, затоа што сепак она што го правиме како граѓански сектор, тоа е минимално по однос на она што може да биде како финална придобивка или како конечни резултати. Ние со нашите активности фаќаме многу мали целни групи. Да речеме, денес на нашата работилница имаше отприлика околу 80 до 90 присутни, кои што го изразија своето општо задоволство после завршување на работилницата по однос на начинот на кој што беше организирана самата, а и по однос на оние работи кои што можеа да ги видат или слушнат. Например, денес во практично видовме термографска камера, за која што верувам дека најголем дел од присутните воопшто немаат слушнато, а камоли да имат видено, и видео како може да се мери загубата на топлинска енергија во рамки на просторијата во која што држахме работилницата. Од друга страна, видовме еден апарат на кој што можеше практично да се демонстрира како можеме да измериме различната потрошувачка на различни видови на светилки, при тоа да имаме заштета на електрична енергија, односно дали вреди да се употребуваат овие штедливи светилки кои што ние ги промовираме. И од трета страна, значи она што се уште како технологија е можеби недостапно за наши услови и финансиски, но и од технички карактер, затоа што фотоволтаикот кој што беше прикажан на самата работилница, присутните може да видат како може да биде искористена сончевата енергија и да биде ставена во функција на некои од електричните апарати кои што ги користиме во домаќинството или пак за осветлување и завршење на секојдневните потреби, без при тоа, значи, како почна инвестиција да имаме определени финансиски средства, а при тоа во наредниот период да немаме потреба од никакви други дополнителни финансиски средства, што сепак значи заштита на она што го имаме и како семеен буџет, но и како буџет во рамки на самите институции, затоа што сепак ова се мерки кои што во зависност од обемот кој што можеме да го примениме, можат да бидат применливи и за домаќинства, но и за поголеми институции како што е, да речеме, општината, училиштата, ученичките домови, домови за стари возрастни лица, значи градинки или било каква институција која што има потреба од поставување на ваква опрема и за намалување на трошоците и буџетот за
по однос на потрошувачката на енергенси. За идеите, мерките, техниките, праксата, придобивките и за преостанатите нешта кои ги спомена Мицевски, стручни совети и информации кривопаланчени добиваат стручњаците од реномираната консултантска компанија Цепросарт. На почетокот на разговорот со Дејан Филиповски од оваа фирма дознавме како рангираме на полето на енергетска ефикасност на државно ниво. На ниво на Македонија сме многу ниско или назад, да речем, нажалост. Во западните земји, додуше и во некои од источните, енергетската ефикасност ја сваќаат малце посериозно и гледаат да инвестираат на енергетска ефикасност, бидејќи многу лесно и брзо се враќаат финансиските средства и покрај тоа се подобрува и комфорот на живење на луѓето што ги потребуваат објектите. Сепак збориме за енергетска ефикасност на објекти. Најлесно за имплементација на енергетска ефикасност е при почетокот на градбата, тоест пред да се започне градба на објект. Дали е тој објект за домашно потреба, тоест за живење, за домување, или објект за индустрија, бидејќи енергетска ефикасност може и во индустрија да се имплементира, со тоа што има многу поголеми резултати. Најлесно и најисплатливо и најевтино е да се имплементира во почетокот пред градењето. Значи да се осмисли добро градбата, тогаш енергетската ефикасност не кошта ич, тоест не чини ич, и е најевтина за имплементација. Додека пак кај постоечките објекти е да речам не тешко, него најскапо за да се имплементира, бидејќи веќе постојат достапни техники во Македонија да се имплементира енергетска ефикасност. Не зборувам само за изолација, бидејќи луѓето кај нас енергетската ефикасност ја сваќаат на гасење на сијалицата и седење во темница. Тоа не значи енергетска ефикасност, значи подобрување на енергетската ефикасност на објектот, при тоа задржување на комфорот на луѓето што престојуваат внатре. Доколку се работи за индустријски објекти, многу повеќе може да се имплементира енергетска ефикасност, како што кажав, не само во изолација, туку и во машини и уреди кои што се користат, во претежно електромотори има во големите индустрии најчесто. Покрај енергетската ефикасност често се вмешуваат и обновливите извори на енергија, кои што придонесуваат при намалувањето на трошоците и се позитивни за животната средина. Никако не смееме да го заборавиме и конкурсот за ликовна и поетска творба на тема енергетска ефикасност за учениците од основните училишта од регионот, се во рамките на кампањата за будење на свеста кај младата популација од потребите за штедење на енергетските ресурси. Најдобрите добија заслужени признанија и награди. Во рамките на нашиот проект ние работевме напоредно на неколку сегменти. А освен тоа што со практични мерки покажавме како и што треба да се прави во насока на подобрување на таа енергетска ефикасност во рамките на институциите, ние сакавме преку оној кампањски дел во кој што доделивме на сите присутни кои што беа на денешната работилница штедливи светилки, учениците ги стимулиравме од основните училишта во регионот да творат на оваа тема под наслов "Вреди зидината да се штеди", и на наш обостран интерес добивме околу 400 творби, што ликовни, што литературни, а во денешната прилика сите нив, оние кои што беа прворангирани од страна на комисијата, покрај скромните награди, ние сакавме на еден начин преку таа кампања која што спроведуваме да им укажеме и на младите дека иако се на таа возраст можат слободно да размислуваат на еден начин како да ја подобрат енергетската ефикасност, дали во рамки на нивните училишта или во рамки на нивните домови. Сепак ова, пак ја напоменам, е многу малку што може да се направи во рамки на еден проект. Преостанува сите ние и оние кои што беа присутни тука и оние кои што беа одсутни од оваа работилница или кои што ги го следат овој ваш прилог, да евентуално се заинтересираат и побараат консултантска помош, дали од нас како организација која што го имплементира проектот или од организацијата Цепросарт, која што е веќе професионално вклучена на подолг временски период и стои на располагање за консултантски совети или за практични мерки и проекти кои што можеме да ги имплементираме во соработка со нив. Сепак, после самата работилница се родија, можем да кажеме 7 до 8 многу различни добри идеи за проекти, со кои што проекти ќе помогнеме кон она што се нарекува енергетска ефикасност. Јас верувам дека оваа соработка која што остваривме за прв пат со Цепросарт ќе продолжи понатаму и ќе имаме во наредниот период уште многу вакви корисни проекти и за нас самите и за локалната заедница. Како што споменавме на самиот почеток, и локалната самоуправа презема крупни чекори на полето на заштита на енергијата.
Градоначалникот Арсенчо Алексовски презентираше делот сработеното на самата работилница, воедно информирајќи и за усвоената програма за енергетска ефикасност од 2012 до 2014 година, во која се внесени сите потенцијални проекти за определување на енергијата на објекти со примена на мерките, а предвиден и процент од општинскиот буџет за оваа намена. Ние како општина, значи, навистина обраќаме големо внимание на енергетската ефикасност и може да кажам дека сме една од општините која на оваа тема обраќа поголемо внимание. Јас како активности кои ги спроведовме во оваа цел ќе ги напоменам, еве, во сите 4 училишта ние ги променивме прозорите, вратите, направивме една енергетски ефикасни училишни згради, значи во тој дел навистина се направи многу. Во делот на општината исто така, во добар дел од старата зграда ги сменивме прозорците. Оваа нова зграда што се прави е со таа намена, со изолација, со сите тие пропратни елементи у енергетската ефикасност, така да, еве, ние тој дел го работиме веќе континуирано. Исто така, би сакал да напоменам и она што го направивме на мини хидроцентралите на Севководите, Калин камен, Дурачка река, односно Станачка река, Крива Паланка. Исто така тука имаме веќе постигнато голема работа во однос. Ние ќе имаме хидроцентрали кои ќе произведуваат електрична енергија од онаа вода која ја пиеме. Значи двојна намена ќе има водата за пиење. На територијата на општина Крива Паланка веќе се изградени 2 мини хидроелектрани, и тоа на Крива река и на Крклјанска река, кои работат, кои веќе функционираат. Во тек се изработка уште на неколку хидроцентрали на Крива река, така да општина Крива Паланка во овој дел е во некој понапреден чекор во однос на другите општини, би рекол. Оно што сакам да го истакнам е дека како градоначалник и како општина ние ќе ги поддржуваме сите овие работи, ќе бидеме во тренд со времето, во тренд со сите овие нови истражувања во овој дел, така да еве веќе сме во план да на сите оние училишни згради кои ги имаме, односно јавните установи, али првенствено ќе почнеме од училиштата и од детските градинки, да се постават сончеви панели за производство на електрична енергија и за производство на топла вода во овие школи, и тоа е дел од ефикасното од енергетската ефикасност. Како општина Крива Паланка направивме веќе програма за енергетска ефикасност и ние сме во оние 38 општини кои имаат направено. Значи, веќе сме во првите. Имаме направено и физибилити студија за замена на уличното осветление со штедливи електрични осветлувања. Така да сметам дека ние полека го пратиме трендот на времето, го пратиме трендот на науката и во овој дел вложуваме доста напори и ќе вложуваме. Не е целта само да штедиме ние како институции, целта е да направат енергетска ефикасност сите и оние најобичните домаќинства. Ние може да приметиме дека во последно време на територијата на општина Крива Паланка како пример имаме огромен број на сончеви колектори за топла вода. Тоа веќе нешто значи, тоа веќе нешто кажува. Значи луѓето самите размислуваат дека треба да направат нешто во однос на енергетската ефикасност. Ние сме сведоци дека на добар дел од куќите и од становите сменета столаријата во енергетски ефикасна столарија, односно пластична или алуминиумска, во однос на она која ја имавме сите порано дрвената. Така да целта е не да се постигне само институционално штедење на електрична енергија и производство, него да тоа да се постигне и во секој оној граѓани, во секоја единка во општеството. Ние денеска на мое пријатно изненадување имавме пример да видиме дека и децата веќе размислуваат, децата веќе се учат во школа на штедење на енергијата, така да имавме и поетски творби и прозни творби од страна на нашите дечиња во Крива Паланка и тоа е убаво. На крајот, само да споменеме дека активностите на проектот Крива Паланка енергетски ефикасна општина, успешна општина, не запираат тука и ќе траат се до март 2013 година. Мицевски верува дека дотогаш ќе успее да исполни мисијата за мобилизација и начините на кои може да се обезбеди одржливо искористување на ресурсите во локалните заедници. Инаку,
Вкупната вредност на проектот изнесува $36,000, од кои 50% се обезбедени од Глобалниот еколошки фонд преку програмата за мали грантови, 25% се учество на Регионалниот центар за одржлив развој, а преостанатите 25% од буџетот на општината Крива Паланка.